Поповска _С и прашува што да правам за време на велигденските пости, а да ги внесувам сите потребни хранливи вредности. Симона, одлично е прашањево и во принцип велигденските пости се нормално ние ќе зборуваме за храната, нема за духовниот дел да зборуваме, али ако не се лажам, пошто мислам ги немам правено велигденските пости, али имам пробано веганство, мислам дека велигденските пости се не баре веганството, затоа што ако не се лажам се изфрлаат голем број на продукти од животинско потекло, односно се изфрлаат месо, јајца, млечни продукти, дури знам дека има и некои денови кои што е комплетно дури без зејтин, но она што е важно во овие случаи и проблемот кај многу луѓе кои што постат е тоа што внесуваат и се хранат со голема количина на јаглехидрати, затоа што едноставно многу од продуктите им се изфрлени и она што им останува на располагање, многу често јадат леб, мачкаат мармалади, можеби конзумираат многу ориз, компир и така натаму и генерално се случува да дури после пост луѓе покачуваат килажа. Тоа е затоа што немаат баш баланс во исхраната, така да прашањето ти е на место. Она што јас би ти го советувал и би ти го препорачал, исто би останало добар појадок, редовност на оброци, доволно вода, кој што изгледа по мене добар начин на живот и исхрана, и она што ќе треба да правиш е да инкорпорираш многу растителни продукти и да правиш комбинации од нив од типот за време на ручек ќе имаш и ориз, можеби и леќа и појма немам и грашок. Значи барем по порцијата нека ти изобилува со 3 до 4 различни продукти од растително потекло. Тука ти се јатките, тука ти се печурки, тука ти се сите мешунки, значи не знам, киноа, просо, чија, овесни, снегулки. Имаш многу продукти и треба да ги комбинираш за да успееш да внесеш оптимална количина, најмногу на протеини, затоа што најмногу таму страдаат луѓето кои што се ставаат на пост и најчесто протеините ги внесуваат во помали количини.